Денеска утрото го започнуваме со господин Ѓорѓе Самарџиев, кој што околу 25 години работи како пејзажен дизајнер. Во продолжение ќе слушнеме нешто повеќе за неговата професија, но исто така и ќе слушнеме дополнителни совети за сите оние љубители на самите растенија, цвеќиња, градини, односно како правилно да одржуваат нега и грижа за нивните цвеќиња, но исто така и како до правилно уредување на нивните дворови и градини. Да му посакаме добро утро. Добро е, најдов. За почеток сакам да слушнеме како ви започнува едно вообичаено утро. На некој начин е поврзано со годишното време, нели најактивно е кај нас напролет и обично станувањето е во 6 часот наутро. Да, вообичаено нели без утринско кафе со мет не тргнувам на работа и така се потоа. Да, и потоа се тргнува по некој ред. Ја велам има една река во Кавадарици Луда Мара, што е река кога ќе има обилни врнежи од дожд. И вообичаено пред колегите ми е, нели, тргнува денот, ќе те земе реката, те носи и нема многу избор по тоа, нели, да се обврски. Со оваа професија се занимавате околу 25 години. Што поточно представува пејзажниот дизајн? Оние што го работат, нели, како пејзажни дизајнери, бидејќи на некој начин оваа струка, како и многу други повеќето, ја верувам дека, нели, без љубов тешко може да се работат, а поготово во овој случај. И на некој начин ја доживувам како некој вид на повик, како да речеме докторската работа што е, бидејќи во нашиот дел од работата не секој момент, нели, поминат време на работа, нели можеме тоа да го ефектуираме или да го наплатиме. На некој начин имаме и многу повеќе и информативна улога и на некој начин многу советодавна, поготово, нели, за сите оние кои што ја работат оваа работа како пејзажен, оваа професија пејзажен дизајнер. Со сите, нели, мои колеги кои што, нели, комуницираме и често споделуваме искуства од работното место, многу полесна ни е работата со клиенти, со луѓе кои што имаат било какви некакви основни познавања од хортикултурата и од растенијата. И, нели, многу е лесно да нашите совети, нашите препораки да ги сватат сериозно и дотолку е потешко да се разбереме со некој што, нели, растенијата ги гледале до сега на телевизија, во каталог или, нели, било каде, меѓутоа не се соочиле да ги негуваат или да ги одгледуваат, па имаат некаква визија или идеја и едноставно ние треба да најдеме начин таа да ја реализираме. Колку е важно самото познавање на растенијата во оваа професија? Нели, тоа доаѓа и од образованието, дали било тоа земјоделски факултет или шумарски факултет, па потоа, нели, со дополнителна приватна наобразба, нели, и во делот на растенијата, и секогаш станува збор за растенија што се користат при хортикултурно уредување, независно дали во наотворен простор надвор или во затворен внатре. Многу дел, да речеме, или многу од тоа што велиме како наука доаѓа и со самото искуство. Така да, во основа тоа што опишува во литературата или во книгите, во главном е тоа, меѓутоа, нели, искуството собрано од терен и низ годините, да, праксата е многу подрагоцена. Кои се најчестите грешки кои што ги прават луѓето кога станува збор за нега и одржување на нивните цвеќиња, растенија или пак можеби нивните градини и дворови? Прашањето е одлично и ова би рекол е како некоја прашалник или увертира за гледачите, нели, кои што доколку се најдат во ситуација да го уредат домот или надворешниот простор, што треба да го постават сами на себе. Ние секако ги советуваме клиентите пред се да им понудиме готово решение и нормално ги прашуваме. Првиот момент е, нели, позицијата каде што сакаат да бидат растенијата поставени или посадени, дали има доволно светлина.
кој ќе се грижи за растенијата, дали тие самите може да одвојат доволно време, дали ќе имаат градинар или па некаква помош, што тоа ќе го прави некој за нив. Втор момент е, ако е тоа посериозен двор, како ќе ги полеваат растенијата, дали ќе го полеваат тоа рачно или дали ќе планираат да изградат систем за полевање. Затоа што во многу случаи, ако станува збор за површина, дворна површина над 100 квадрати, нашата препорака е, па дури и за 100 метри квадратни збора, нашата препорака е помалку да се инвестира во растенија за сметка на тоа обавезно да имаат да се постави систем за полевање. Нели бидејќи сега многу често нели какви се обврските, ќе заминеме на годишен одмор или нема да бидеме присутни дома некој период, летно време кога се температурите 40 степени и повеќе, ако не ги полиеме растенијата 2 или 3 дена, значи тоа е веќе завршен случај. Така да од тие причини тие се некои основни работи. Кои се најновите трендови во пејзажниот дизајн? Ако ги споредиме трендовите што се во Европа или што се во Америка или што се во Јапонија, значи секаде се различни. Меѓутоа сакам да напоменам дека тие некои трендови на некои традиционални градини и тие елементи од таквите градини, да земеме на пример дали јапонските или кинеските градини, тие елементи на тие такви градини, како зен градини, до ден денеска се интересни. Така да не мора да биде градината нели како буквално нели по сите стандарди направена, меѓутоа елементи од јапонската градина ден денеска многу се користат во хортикултурното редување. Елементи пресликани од природата, дали е тоа некоја цветна ливада, дали е карактеристично за некоја за англиска или за француска градина, дали се тоа бордури од зеленика, големи површини со сезонски цветен расад. Тие ден денеска се и текако да актуелни. Сега посебно актуелни се растенијата како избор, нели како поединечен производ. Во светот секоја година, дали станува збор за бегони, дали за петуни, производителите се надпреверуваат која година секој ќе пласира нов вариетет. И тоа кај нив може би проаѓа на пазарот, меѓутоа овде кај нас нели пред се на некој начин гледаме квалитетот и водиме сметка, барем верувам тоа е за производителите на растенија и ние како дизајнери, понудените растенија на клиентите да бидат соодветни на просторот и местото каде што ќе биде посаден. Што е она што најмногу си го сакате во вашата професија? Дали може би работата во една ваква убава средина или тоа што си ја завршувате убаво работата, соодветно, односно на крајот од денот имате задоволни клиенти? Да, кога завршува работниот ден, бидејќи колку и да изгледа работата романтична, бидејќи е поврзана нели со цвеќе и растенија, сепак се што е поврзано со клиенти и со пари не е ништо така едноставно. Кога завршува работниот ден, нели па кога ќе можам да поминам време независно дали низ градинарскиот центар, нели баш така сам со растенијата, да речеме тие моменти ми се така многу релаксирачки и бидејќи имам голем стаж позади себе, кога ќе влезам во некоја градина што сме уредувале пред 5, 10 или пред 15 години и кога ќе видам дека во основа функционира идејата вакво, тоа мене лично ми причинува така неописливо задоволство. Ви благодарам многу за одвоеното време и за утринскиот разговор. Ви благодарам вам, да, поздрав до гледачите на Телно.